Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет. Со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во вториот квартал од 2024 година. Точка број 2. Одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Битола за 2024 година. Точка број 4. Одлука за отстапување на користење без надоместок простор собственост на општина Битола во главната општинска зграда. Точка број 5. Годишен план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2025 година. Точка број 6. План за вработување во КИЦ Битола за 2025 година. Точка број 7. Годишен план за вработување во МЈП Пелалинк 2025 година. Точка број 8. Годишен план за вработување во КЈП Нискоградба Битола за 2025 година. Точка број 9. Годишен план за вработување во ЈПП ЈЛП Битола за 2025 година. Точка број 10. Годишен план за вработување во ЈКП Водовод Битола за 2025 година. Точка 11. Годишен план за вработување во ЈП Комуналец Битола за 2025 година. Точка број 12. Годишен план за вработување во ЈП Пазари Битола за 2025 година. Точка број 13. Годишен план за вработување во ЈПЗ УПП и Битола за 2025 година. Точка број 14. План за вработување во Жабени Битола за 2025 година. Точка број 15. Годишен план за вработување во Основно училиште Тодор Ангелевски Битола за 2025 година. Точка број 16. Годишен план за вработување во Мајски Цвет Битола за 2025 година. Точка број 17. Иницијатива за доделување на награда на Марија Димовска за освоен златен медал на светско јуниорско првенство во Унгарија по кикбокс во светска организација. Од точка 18. Одлука за примање на донација на садови за собирање на отпад од Министерство за животна средина и просторно планирање. Точка број 19. Одлука за давање на донација во вид на добра на ЈП Комуналец Битола. Точка број 20. Решение за давање на согласност на предлогот за оттуѓување на електронски отпад и на стари учебници и неупотреблива хартија Тодор Ангелевски Битола. И точка број 21. Решение за давање согласност на одлуката за оттуѓување отпаден материјал без книговодствена и употребна евиденција во средно училиште Гимназија Јосип Броз Тито Битола. Мислам дека ова последната точка, Стефанија, не е на дневен ред, така беше пропуштена, е дополнителна. Добро. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. 4 за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на точка број 1, 2, 3, така и 4 или само до 3? 1, 2 и 3. Добро. Повелете. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани присутни гости, да го проследиме образложението за извршување на буџетот на општина Битола за вториот квартал од 2024 година. Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, член 32 став 2, службен весник на РМ 6104, 9604 и 15609 се утврдува врската на градоначалникот на општината до Министерството за финансии до Советот на општината да достави квартални извештај. Во буџетот на општина Битола за вториот квартал биле реализирани приходи во износ од 473 милиони денари од планираните 1 милиарда 117 милиони денари од вкупниот основен буџет на општината Битола или 42,34%, додека реализираните расходи се во износ од 473 милиони денари од планираните 1 милиарда 117 милиони денари или 42,34%. Динамиката на движење на приходите во вториот квартал е следнава. Данокот на доход од добивка е реализиран со 72,90%, данокот на имот во вториот квартал со 52,13%, данокот на специфични услуги е реализиран со 43,57%, таксите или дозволи за вршење на дејност со 2,97%, глоби, судски и административни такси во вториот квартал реализирани се со 21,30%, такси
такси и надоместоци во вториот квартал реализирани со 50,56%, други неданочни приходи со 27,29%, продажба на земјиште со 15,69% и трансфери од други нивоа на власт со 41,93%. Динамиката на движење на расходите во вториот квартал е следнава. Основни плати реализирани се во износ од 38 милиони денари од планираните 89 милиони денари. Придонеси од социјално осигурување реализирани се трошоци во износ од 13 милиони денари од планираните 36 милиони денари. Надоместоци во вториот квартал реализирани се во износ од 5 милиони денари од планираните 18 милиони денари. Постојана и тековна резерва, немаме реализирани трошоци. Патни дневни расходи реализирани се трошоци во износ од 511.000 денари од планираните 3.170.000 денари. Комунални услуги, граење, комуникација и транспорт во вториот квартал се реализирани во износ од 51 милион денари од планираните 90 милиони денари. Материјали и ситен инвентар во вториот квартал реализирани се во износ од 4.500.000 денари од планираните 12.854.000 денари. Поправка и тековно одржување реализирани се трошоци во износ од 61 милион денари од планираните 88 милиони денари. Договорни услуги реализирани се во вториот квартал во износ од 18 милиони денари од планираните 43 милиони денари. Другите тековни расходи реализирани се трошоци во вториот квартал во износ од 10 милиони денари од планираните 22 милиони денари. Привремените вработувања се реализирани со 7.570.000 денари од планираните 21.270.000 денари. Каматните плаќања од домашни кредитори во вториот квартал реализирани се во износ од 1.428.000 денари од планираните 2 милиони денари. Субвенции за јавните предпријатија во вториот квартал не се реализирани. Трансфери до невладени организации реализирани се трошоци во вториот квартал во износ од 44.200.000 денари од планираните 55.400.000 денари. Разни трансфери реализирани се трошоци во вториот квартал во износ од 32 милиони денари од планираните 65 милиони денари. Исплата по извршни исправи имаме реализирано трошоци во вториот квартал од 119.000 денари од планираните 1.400.000 денари. Социјални надоместоци реализирани се во вториот квартал во износ од 2.060.000 денари од планираните 5 милиони денари. Купување на опрема и машина реализирани се во вториот квартал трошоци во висина од 4 милиони денари од планираните 12 милиони денари. Други градежни објекти реализирани се трошоци во вториот квартал во износ од 162 милиони денари од планираните 471 милион денари. Купување на мебел од планираните 600.000 денари реализирани се трошоци во вториот квартал во износ од 36.625 денари. Вложување нефинансиски средства во вториот квартал реализирани се трошоци во износ од 6.980.000 денари од планираните 55 милиони денари. Купување на возила во вториот квартал планирани се 4 милиони денари, не се реализирани никакви расходи. Од платата на главницата во вториот квартал е во износ од 7.140.856 денари од планираните 14.500.000 денари. Корисниците на средства од сметката наменска и блок дотација имаат реализација на приходите во износ од 45,84%, а расходите во износ од 45,37%. И тоа, извршувањето на расходите од сметката за наменски блок дотации во програмата В1 детски градинки е 35,70%, домо за стари лица 46,46%, музејска и кинетична дејност или зоолошката градина со 44,22%, основното образование со 49,48%, средното образование со 43,44% и програмата за противпожарна заштита со 49,58%. Корисниците на средства од сметката за самофинансирачки активности во вториот квартал имаат реализација на приходите од 19,73%, додека реализацијата на расходите е со
17,84%. И тоа по програми, детските градинки имаат реализација од 18,88%, домов за стари лица со 30,70%, капиталните расходи кај детските градинки се реализирани со 0,34%, музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина има реализација од 18,99%, културни манифестации со 20,58%, основно образование имаме со 11,86%, средното образование има реализација од 13,78%, капиталните расходи за основното образование се реализирани со 3,12% и капиталните расходи за средно образование со 0,24% во вториот квартал. Корисниците на средства од сметката донации во теков на оперативните приходи, од сметките донации од планираните 60 милиони денари, реализирани се во вториот квартал средства во износ од 22 милиони денари или 38,06%, додека расходите се реализирани во износ од 13 милиони денари или 23,02%. Средствата од донации се реализирани за проекти кај градинката Естрео Вади Амара, основното училиште Даме Груев, основното училиште Ѓорги Сугарев, проекти на општината, како што се креирање на можности и работа за сите, зајакнување на улогата на младите, Смарт за ТБ2 и други. Ви благодарам толку кратко за Благодарам. образложението. Отварам расправа. Дали некој има прашање? Јас имам, Благица, неколку прашања. Кварталниот извештај е до 36, така? Да. Добро. Првото прашање ми е дали имате во овој квартал извршени авансни плаќања за проекти или обврски кои треба да се реализираат во трет квартал? Ајке ви појаснам. Во ставка култура, дали до 36 имате извршено исплата за отварањето на Битфест? Да, имаме. На која дата? Молам? На која дата имате? Треба да проверам, ќе ви одговорам. Јас ќе ви одговорам, на 24.6 имате исплатено. Мене ме интересира дали смеете по закон да исплатите авансно плаќање, а настанот да се одржи после 10 дена или 12. Имаме договор од... Јас прашувам законски дали смеете авансно да плаќате. Договорот е помал од законот. Вие како раководител смеете да подпишувате налози за авансно плаќање? Јас добив договор за исплата, во кој договор стои дека авансно може да се исплаќа. Такви договори има и правено, мислам, теркот на договорот е направен по теркот на договорите кои ги прави Министерството за култура. Добро. Значи, И согласно закон е согласно 70% законот. авансно да плаќате? Сигурно, да. Добро, чиме сигурно. Ве молам да ми доставите информација колку средства имате исплатено заклучно втор квартал во ставка култура. Следно, ме интересира дали исто од ставка спорт имате исплатено средства кои не се реализирани проекти. Исто така, во делот на спортот, значи исплаќаме согласно евалуацијата и решенијата кои ни ги доставува одделението за спорт. Да ми доставите, ако може, сума, колку средства се исплатени до 36 и колку сте имале на крајот од втор квартал на сметка од ставка спорт. Одма можам да ви кажам колку се реализирани. Во програмата ЛО, трансфери до спортски клубови и организации, од планираните 48 милиони 750 илјади денари, реализирани се 42 милиони и 500 илјади денари. Имам на кој колку? Не, добро, не ме интересира тоа. Го имаме сите. Има за остаток за реализација 6 милиони 250 илјади денари. Меѓутоа, после тоа следеше ребаланс во... Да, ама ребалансот е во друг квартал. Да, така? во трет квартал.
Следно прашање ми е на ставка за исто финанси во контекст на реконструкција на патишта и улици. Дали имате подпишани договори каде не сте имале средства на сметката? Ќе бидам конкретна, дали имате подпишано, дали има општина Битола подпишано договор за реконструкција на улицата кај Блис на 17.6, а ние во развојна програма, мислам, сега не ме фаќајте за збор, мислам дека во развојна беше, имавме само 100.000 денари, а вие како општина сте подпишале договор на 18 милиони. Се извинувам, реконструкција на улица? Кај Блис, точниот назив не го знам на улицата. Дали општина Битола во овој квартал има подпишано договор со фирма, а на сметката не постоеле тие пари, бидејќи Ќе проверам и ќе ви одговорам до. проверете, јас ќе ви кажам датата, да не се мачите, на 17.6 имате подпишано договор, а имате ребаланс на буџет на 9.7. Значи, подпишан е договор на 18 милиони. Да ми кажете на која дата, на таа дата, кога е подпишан договорот, колку пари сме имале ние обезбедени. И дали сме подпишале договор без да имаме доволно средства. Моментално не имам други прашања, може во текот на дискусијата ќе имам. Некој друг дали има прашање? Доколку немате, јас сакам да прашам уште нешто. На што се однесува измената на распоредот и проширувањето? Не слушнав. Најверојатно објаснам, а не слушнав, да бидам искрена. Сега планирав да ги објаснам двете одлуки. Едната е одлука за измена на распоредот на средствата или пренамена, како што си ја викаме. Пренамената во главном се однесува на недостаток на средства во делот кај платите на пожарникарите. Знаете дека со пожарите имаше доста, мислам секој ден беа пожарникарите на терен, и имаме недостаток на средства во делот на исплатата на средствата за прекувремена работа, ноќни сати, со цел да обезбедиме барем 20% во моментот. Повеќе ни требаат средства, но со оваа одлука барем 20% да обезбедиме, за да можеме да ги исплатиме сите надоместоци на пожарникарите. Одзедовме од надомест за годишен одмор 900.000 денари и купување на моторни возила 186.000 денари. Истите средства ги прераспределивме во програмата противпожарна заштита за основни плати на пожарникарите 800.000, персонален данок од плати 43.000, основен придонес за ПИО 100.000 денари, здравство 116.800, придонес за професионално заболување 9.200.000 и основни придонеси од Агенцијата за вработување 17.000 денари. А со ребаланс немавме предвидени? Со ребалансо, значи кога ги планиравме, тогаш немаше се уште, мислам, немаше пожари. Да, немаше пожари, а со наредниот ребаланс ќе мора да обезбедиме дополнителни средства. Добро, еве кога веќе го спомнуваме, 10 пат го слушам ова од сите, следниот ребаланс планира општината, следен ребаланс и кога планира, пошто веќе сме 20 септември. Октомври, обично, нали, во октомври го доставуваме вториот ребаланс. Овој вторки биде годинава? Во октомври, да. Добро. И наредната одлука е за проширување на средствата, се однесува на проширување на средствата во колоната донации. Проширувањето го направивме по барање на две училишта за хитни донации кои мора да ги реализираат во текот на овие 2 месеци. Се работи за донација во средното општинско училиште Јане Сандански, Битол, за добиена донација од програмата Еразмус, и основно училиште Даме Груев, исто така за добиена донација од Еразмус стратегиски партнерства за училишни размерни. Во главно се однесуваат за училишни размени и кај едното и кај другото училиште. Со истите, значи го прошируваме буџетот во делот на донациите за 5.797.000 денари. Во основното образование си имаат ставено за патување во земјата, патување во странство, услуги за копирање, печатење и други договорни услуги, како и кај средното образование исто така за патувања, за канцелариски материјали, договорни услуги и други оперативни расходи. Добро. Се имаме едно прашање надвор, може е од овој квартал, ама доколку сакате може да ми го одговорите. Имавме со ребалансот два амандмани. Едниот беше за училиштето во Буково,
Ме интересира, има нешто покрената општината, јавна набавка, било шо? За 1.000.000 денари имаше за реконструкција. За училиштето во Буково? Да, и вториот, имате нешто пред Немам себе? добиено до мене, нема Добро, стигнато. и второто прашање ми е во врска со водоводот во Бистрица, бидејќи помина летото, немавме вода, исто и имавме за тоа вода. немаме добиено. Значи си стојат парите така како што се донесени на совет. Да. Браво. Фала. Некој друг прашање? Доколку немате, Лагица, ви благодарам. Ви благодарам и јас. Минуваме на точка број 4, одлука за отстапување на користење без надоместок простор сопственост на општина Битола во главната општинска зграда. Има некој што ќе образложи точката? Можете му се јавите, ама преминуваме на друга. Доколку нема, ќе си биде тргната. Следна точка. Точка број 5. Годишен план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2025 година. Оваа точка ќе оде утре во 9 часот. Ќе има комисија за финанси. Ве молам да не доцните, бидејќи после има некој настан во салата, ќе биде зафатена. Значи утре во 9 комисија за финанси. Продолжување само за оваа точка. Точка број 6. Годишен план за вработување во КИЦ Битола за 2025 година. Повелете, директоре. Почитувана председателка, советници, гости, годишниот план за вработување на јавната општинска установа Културен информативен центар Битола е доставен до вас со вкупно барање за 17 вработувања нови. Со оглед на тоа дека таа јавна институција е формирана 2022 година за да се оправдаат средствата кои се добиени за реновирање на офицерскиот дом и за имплементирање на проектот Cinema Culture во кој што дел е киното, таа институција со тек на време се разви и дојдовме до една позиција да ние на годишно ниво реализираме преку 400 до 500 настани. Со тоа се зголемува константно и обемот на работа на таа институција, а од друга страна ја имаме и потребата за веќе административно решавање на одредени работи. И затоа, согласно со тоа дека воопшто во институцијата нема ни едно вработување, сметаме дека да не се вложува веќе повеќе во ресурси и обуки на луѓе кои можеби ќе заминат, бидејќи сепак ние мораме тоа да го направиме како институција од долгорочен карактер, сметаме дека сите овие 17 вработувања се комплетно оправдани, согласно со систематизацијата и согласно со правните акти на институцијата. Благодарам. Прашање дали има некој? Повелете. Директоре, ќе сакам да ви поставам неколку прашања, се надевам дека ќе добијам соодветен одговор. Првото прашање е колку моментално имате број на вработени лица? Моментално имаме 17 лица под агенција и имаме 6 лица под договор и 4 кои ни се на поддршка од страна на општината. Вкупно? 17. Заклучно со мене. 17 лица ми рековте под договор, така? Молам? 17 лица рековте под договор. Не, вкупно сме 17 луѓе кои го обслужуваме офицерски дом. Значи 7 лица се преку агенција за вработување, 6 лица се под договор и 4 лица кои се како поддршка од страна на општината, со оглед на тоа дека немаме можност ние да распишуваме и да формираме комисии кои што ќе помогнат во имплементирање на законските одредби за институцијата. Второ прашање, кој тип на вработени се тие 17 планирани? Можем да ви ги прочитам одделно, поединечно, ако имате потреба. Значи, првото вработување е соработник за административни и општи работи и правни работи. Второто вработување е помлад соработник за маркетинг и односи со јавност. Третото вработување соработник за драмска дејност, соработник за визуелни уметности, дизајн и архитектура, друг соработник во културата, соработник за културно-туристичка промоција, шести е друг соработник во културата, соработник за
за соработник за туристички информативен центар во кој што е планиран како водич, документарен и документатор техничар, филмски техничар кој што треба да го обслужува киното, осветлител кој што треба да ги поддржува настаните кои се реализираат. Исто така во киното кинооператор, имаме потреба од двајца портири, еден домаќин, двајца хигиеничари, тоест имаме потреба и за трет, меѓутоа во планот се двајца и двајца работници за обезбедување. Сето тоа е направено согласно со правилникот за работа и на Министерството за култура и со сите други останати правни акти. Тоа е некоја минимална основна потреба за да функционира тоа. Трето прашање, дали во изминатиот период кажавте дека имате зголемен обем на работа, бројот на вработени тој кој што е, се работи за релативно млада институција која е формирана во нашиот град, дали имавте во изминатиот период хонорарно лица кои функционирале за известен период за одредени активности? Молам, извинете. Дали сте имале хонорарни лица ангажирани во изминатиот период? Да. Да? И клучно прашање, дали обемот на работа и финансиските средства со кои располага вашата институција ќе ги задоволи финансиските потреби за исплаќање на плати во однос на сите овие 17 вработувања, бидејќи тука во изминатиот период доаѓавме во неколку непријатни ситуации. Ова важи за сите директори, значи правите систематизации, обеми за вработувања, зголемен обем на работа, а финансиските средства и платите, за жал, голем дел од вас не можете сами да ги обезбедите и ние тука ги субвенционираме. Клучното прашање ми е, дали вие со вашиот обем на работа ќе можете да ги сервисирате платите на вработените или ќе барате субвенции во иднина од нас? Значи, само финансирачката дејност кај нас постои од изнајмување на салата за одредени настани. Ние успеавме јас барем можем да кажам за себе, во изминатиот период да организираме и да го развиеме киното како кино. Значи, имавме, ајде да не претрам, околу 180 проекции, во кои што ние одевме субвенционирано со тоа да го донесеме секое дете во секој училиште, барем еднаш да го посети киното. Значи, одевме со промотивни цени, во кои што не е толку во моментов доминантен финансискиот интерес, колку што ни е битно да ја зголемиме и да ја креираме културата и да ги едуцираме младите понатаму. Ние моментално мислам дека на сметката имаме заработено околу 1.300.000, значи на нашата собствена сметка, што значи дека не е тоа некоја занемарлива сума со оглед на тоа што јас во културата сум 30 години и ретко се сеќавам дека културата како култура била профитабилна. Значи, се трудиме максимално за да биде само одржлив системот, тогаш треба да се оди комплетно по цела систематизација, да се вработат 33 луѓе, да се додадат доволно додатни средства, да се добијат додатни дотации во таа цела институција, за да можеме ние комплетно тогаш да обслужуваме, а тоа мислам дека е една, да речем, тема за друга седмица. Благодарам. Некој друг прашање? Околку немате, ви благодарам, директоре. Точка број 7. Годишен план за вработување во МЈП Пелалинк за 2025 година. Повелете. Добар ден. Годишниот план за вработување на МЈП Пелалинк 2025 година е истиот како и измената на годишниот план за 2024 година. Добро. Значи, измената... Да, измена имавме минатата седница. Так, Добро. Дали некој има некакво прашање? Повелете. Пошто минатата седница имавме измена, дали се реализира измената? Моментално чекам одговор од Министерството за јавна администрација, односно поранешното МИОА. Значи, документите се пуштени таму.
Беше и, но рековте сега да не го пропуштиме за седницата, ти најдовте луѓе готово завршен на работата, Да. дајте побрзо. Да. Значи, И уште чекате. ги добив одлуките од трите општини и ги испратив во Министерството за јавна администрација. Сега чекам одговор од таму, кој ќе ги добием тие документи, објавувам оглас за шоферите. Ќе објавите оглас. Не, огласот се уште не е објавен. А тогаш не рековте дека е пуштен, дека готово најдовте заинтересентите кои ќе се Имам шофери, Не можеше да. да го пушти, му требаше дополнително нешто од министерство, јас така разбрав. дополнително. Да. Добро. Значи, трите одлуки кои ги добив од општината за измена на годишниот план, значи пуштив во Министерство за јавна администрација, чекам одговор од таму. Шоферите кои што се заинтересирани, мислам имам шофери кои што се заинтересирани, кои ќе го добием одговорот од Министерството за јавна администрација, го поднесувам барање за огласот, односно. Ќе може само кој ќе го добиете тој одговорот, не мора значи ни одговорот, само известување. Советници добивме одговор, не без оглед позитивен, негативен, небитно од ние. Да Добро, знаеме колку време ќе трае отприлика. добро. Фала. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате, Се извинувам, разговарав на телефон нешто. Директорке, Молам. кога ќе остартниме тоа предпријатието? Се извинувам, не ве разбрав. Кога ќе остартниме, кога ќе почне да работи, да вози? Кога? Ќе стартува да работи. Ке стартува да работи. Се надевам со новиот оглас ќе имам нови шофери. Веќе почнато е предпријатието да работи. 2 линии се работат. Могила Радобор и Долна Чарлија една линија и една линија на кај Гермијан Бач Живојно. 2 линии веќе се пуштени во работа. Добро. И планот вие кога ќе почнат тие вработените, што разговаравте со колегата, колку линии да возат? Сега моментално со овие шофери што се заинтересирани, покриваме 2 линии во општина Новаци и уште 2 линии во општина Битола. Меѓутоа, имам поголем број, во огласот ќе имам поголем број на шофери, за да видиме колку ќе се пријават на огласот. Добро. Значи, Битола ќе биде Поешево и Лавци, Добро. и исто така 2 линии во општина Новаци. Океј. благодарам. Повелете, колега. Колку возила имате моментално? Па имаме 5 возила од општина Битола, Какви возила можете? еден минибус, Добро. Јутонг, 4 се Ивеко и едно возило за посебни потреби, Цитроенот. Имаме од општина Новаци и од општина Могила, меѓутоа точно не можам сега да ги кажам. Добро. Ако сакате. Колку патници овие Ивекото пренесват? Со 19, 2 се со 16 седишта, плюс 2 за да стојат. Значи 2 се со 19, 2 се со 16. И ова со посебни потреби со 11 седишта, мислам дека беше. Благодарам. Исто и Новац има негде околу минибус со 29 седишта, ама точно Некој друг прашање? Повелете, Карлевски. Значи, по ова што го разговарате, значи линиите Паешево, значи зборувате за линijski превоз, ако не се лажам, линijski превоз, за училишен превоз, за така? училиштата, да. Така. За Битола, за градот која ќе има, Како градски превоз? да, пошто сите градови имаат и Па и не Димир можам Капи сега да е ви стига. кажам, значи треба и да се набават автобуси, не може, например, превоз да се обавува со минибуси. то тие плановите за автобуси го како планирате градски. некако, да му кажете на општината дека требат. Колку линии имаме ние? Да, се имавме 6 линии. Колку што знам јас, појќе од 6 немаме ние. Кец, двојка, тројка, четворка, петка и шестка, да. Сега за сега немаме ни услови, мислам. Ово ти немам услови.
Не може, например, превоз со минибус, градски превоз. Значи јас не велам дека со минибус, значи Моментално, мислам, на располагање се тие возила што ги имаме. Во иднина, да се најдат шофери, да се најдат возила. ве шоферите ќе се најдат, ние треба да планираме возило да купиме. Да побарате од општината. Да. Добро. Повелете, Чулаковски. А имаме некаков план за набавка, нешто, имаме некаква статистика колку возила ќе бидат потребни, која е цената, нешто, некој се заинтересирал? Сега моментално ништо. Немаме Сега- никакви информации. Сега околу училиштата сега на почеток. За училиштата. Значи, А за превоз во јавен училиштата. превоз немаме, значи, никакви воопшто ни Сега за сега. ни истражувања какви возила ќе ни требаат, колку линии ќе има, значи тоа не знаеме се уште. Сега за сега не. Не, добро, фала. Не претервај. Дали некој друг има прашање? Јас сакам да прашам, за огласот што го планирате да го распишувате за шофери, за колку лица се работи? Моментално вака се 3 шофери во општина Битола, 2 шофери во општина Могила, 2 шофери во општина Новаци. Моментално. Благодарам. Доколку немате, минуваме на следна точка. Точка број 8, годишен план за вработување кај Јапонискоградба Битола за 2025 година. Повелете, директор. Добар ден, почитувани присутни. Годишниот план за вработување на КЈП Нискоградба се состои во следното. Предвидени се нови 30 вработувања по годишен план, од кои по остов на пензионирање се ослободуваат 5 работни места и најголем фокус е посветен на вработување на работници заради очекуваниот зголемен обем на работа во годината која што предстои. Инаку, моментално имаме број на вработени 139, од кои 136 се стални вработени, тројца се преку агенција. Благодарам. Јас имам прашање. Какви профили ви се овие што се преку агенција? Еден е работник, еден е благајник и еден е техничар во припрема. Мислам дека минатата година ви беше изгласан планот за Да. вработување. Имавте огласи за вработување, вработивте лица минатата година? Оваа текомна година... Мислам, да, за ова. Да, имам моментално еден оглас кој течи и планирам уште 2, овие сите 3 преку агенција да се трансформираат. Да, во тоа ми остал. беше прашањето, бидејќи немате пречки, До дали сега, дали планирате да ги реализирате овие да, и да немате преку агенција? Да. Добро, значи во моментот имате најголем проблем со ангажирање на работници, така? Колку што ве разбрав, за Не. каков вид на работници? Не, вака, значи за годината која што предстои, планирани се по систематизација, планирани и предвидени пензионирање имаме 5. Планирани се 6 вработувања на работници, а останатите се по дефолт кои ги предвидуваме за, да кажем, ајде, не дај Боже, така си одат луѓе, се случуваат секакви работи, да не го доведиме предпријатието на работна функционалност, од тие причини ги предвидуваме. И ланската година мислам дека имавме предвидено 37 вработувања, ете реализиравме 3, да кажам. Согласно потребите и за тековна работа на предпријатието. Добро, прашања некој друг? Повелете. Во текот на целата година, минатата реализиравте само 3 вработувања? Да. Толку имавме потреба од ангажирање на луѓе дополнителни. Разбирам. Со колку вработени го презеавте предпријатието?
2021 го произведов со 138 вработени редовни и 15 преку агенција, значи вкупно 152. Моментално сме 139, 13 помалку на број. Дали до сега сте имале користено субвенции за плати? Не. Да му кажете како се работи на други директори. Фала. Благодарам, директоре. Некој друг? Повелете, извинете, колешката беше пред вас. Директоре, планирате 9 унапредувања. А во тие што ви се планирани пензионирање и најавени или заминувања, дел ги немате тие работни места? Конкретно за кое работно место ви интересира? Еве, 9 имате планирани унапредувања. Раководител на сектор за финанси, сметковска комерција, советник за финансиска оператива, референт, инкасант, помошник раководител. Референт инкасант не е унапредување. Не, тие ви се во пензионирањата. Еве, на пример, во унапредување помошник директор за финансиски правни раководител. Се советници, помошници раководители и раководители унапредувањата. Толку имате потреба да ги разместите луѓето, ти викате распоредување согласно работните процеси или зголемен, кај вас нема зголемен обем на работа, не пише. Пише во зголемен обем на работа, кај позицијата работници во општи работници во канализација, тоа е Во напредувањата, велам. Добро. Во напредувањата немате, во други предпријатија, затоа рекол кај вас нема тоа. Толку имате потреба од 9 напредувања? Ние ги планираме, а потребата ќе си се кажи во текот на годината. Во овој период од 3 години нема ни едно уназадување, а мислам дека унапредување има согласно потребите и можностите, а нема ни едно има едно само разрешување на раководително оделение. Добро. Ви благодарам. Павле Карлевски. Немате? Добро. Ви благодарам, директоре. Следна точка број 9, годишен план за вработување на ЈПП и ЛП Битола за 2025 година. Повелете, директоре, кај што има микрофон. Добар ден, почитувани. Годишниот план за вработување е законска обврска од страна на јавното предпријатие Паркинзи е доставено во законски утврден рок. За време на изработување на годишниот план за вработување во институцијата се вработени 60 лица. Во годишниот план за вработување за 2025 година имаме предвидено едно пензионирање и 21 нови вработувања. Тука сакам да напоменам дека ова е само план. Колку ќе бидат остварени нови вработувања, ќе покажат потребите на јавното предпријатие Паркинзи во текот на 2025 година. Благодарам. Прашања? Јас имам прашање. Во овој момент, колку имате по договор или преку агенција вработени во предпријатието? Во моментов 6 работници се преку агенција за привремени вработувања, 4 даватели и 2 помошно-технички персонал. Значи нема административни даватели, даватели. Тие се обележувачи во хоризонтална сигнализација. 2 имате такви? Да. Со договор, а другите? 4 се даватели на услуги. Тоа што значи? Наплатувачи. Наплатувачи? Да. Добро. Предвидувате 21 ново вработување. Кои ви се најхитни профили моментално? Не ви се само овие 6 хитни пример, пошто се веќе со договор на дело, или имате и нешто друго кое ви е хитно и кое не би можело да функционира предпријатието? Од аспект на
моменталните средства со кои располагаме за плати и моменталниот обем на работа, овие ни задоволуваат. Шесте. Значи 6 кога би преминале во редовен работен однос, нема да имате проблеми, така? Со овај обем на работа и со овие паркиралишта што ги имаме, да. Добро, па не гледам дека негде ќе градиме гаражи или нешто. Не мислам дека некоја експанзија ќе имате како предпријатие. Ние во секој случај моравме да ги предвидиме овие Да, да, разбирам, 21 ама место не за... очекувам како нискоград баш што кажа дека ќе има. Не гледам кај вас дека нешто... Ме интересира во овој момент, можете да обезбедите плата за овие вработени, така? Да. И за следна година би можеле да обезбедите плата, нема да се сочиме со собарање на субвенции. До сега сите плати и надоместоци кои произлегуваат од Законот за работни односи се редовно исплатени. Тоа е првото. Второто, овие два помошно технички персонал и лани и ова година ги вработувавме како сезонци, но зголемувањето, големото зголемување на обемот на работа во одделението за хоризонтална и вертикална сигнализација ни наметнува уште повеќе. Дај Боже да се зголеми обемот на работа дополнително, како што минатата и ова година се зголемува, тогаш би имале потреба и од дополнителни. Но ова е минимумот. Добро, благодарам. Прашање некој друг? Повели Корлевски. Една работа, директоре. Најавите се такви ситуацијата на предходната седница или предходната кога побаравте по зајмица, па и предходно и за останатите предпријатија. Кога ќе прашавме зошто е во загуба предпријатието, заради платите беше. Заради покачувањето на платите. Се е тоа во ред, значи нормално вработените треба да си ги примат примањата. Меѓутоа, предпријатија кои што се наоѓаат во загуба сакат и сите, значи прво до последно се нема нити едно што е рентабилно, дополнителни вработувања. Ќе се задолжат предпријатијата дополнително, тогаш товарот ќе падне на општина Битола. А општина Битола ќе треба да го падне над граѓаните, бидејќи од нив ги земаме парите. Од сите нас. Значи, дали новите вработувања, без оглед колку ги планирате или колку ќе се реализираат, ќе можат да се исплатат, бидејќи вие треба да работите, мислам, да живеете од парите, од приходите кои што ги земате. Пошто најголем проблем на минатите седници кога зборувавме за субвенции на предпријатијата, сите директори од прв до последен спомнувавте, имаме проблем со платите, со покачувањата. Очекувам и сите граѓани посакуваат да има зголемување на платите и треба да има, и ќе има. Верувам се, надевам. Ќе имате зголемување на платите, ќе имате проблем со сегашните, вие планирате нови. Тие новите ќе значат банкрот на предпријатието. Вака како што работи, не само ова, зборам за сите. Дали ќе може да го издржите? Пошто ќе дојдеме на наредна седница кај што ќе барате субвенционирање или во ребаланс кој што го најавија во октомври месец еве, како што слушнавме, повторно ќе бараме финансиски средства, ќе можат предпријатието да издржи. Секое предпријатие што оди во банкрот после нема да функционира. Без оглед која. Дали ќе може да издржат предпријатието, ќе ги издржи новите Вака сега, има две ситуации овде. Дали предпријатието ќе го издржи со 21, колку што имаме предвидено во планот за вработување, или дали предпријатието ќе го издржи со 6, колку што имаме ние на определено време преку Агенција за привремени вработувања. 21 е оптималната бројка од систематизација која што нас ние на располагање и ние мораме заради технички причини чисто да ги планираме тие како вработувања. А од нив, од тие 21, едно место би требало да се ослободи со пензионирање, а потребни ни се 6 во моментов со овај обем на работа. Ме разбирате? Значи, ние зборуваме за разлика сега од 15 работни места и не 15, туку едно се ослободува. Да, мислам, ја гледат и граѓани да не дојди до забуна. Со 6, ние моменталниот обем на работа ни е задоволен. Секој нов обем на работа не е само за паркирањето, како што кажа тука председателката на комисијата, туку и зголемениот обем на работа и од одделението за хоризонтална сигнализација, поставување на сообраќајни знаци, обележување
на сообраќајници е извесен во наредната година, пошто има и крупни запати општината и ќе имаме и нови квадрати за бележење. Така да засега, да, со овие 6, ние ќе бидеме безбедни по однос на плати. Секој наредно зголемување би требало да значи нареден прилив и за тоа можеме да разговараме, секоја работа е добре дојдена за јавното предпријатие како сервис на граѓаните или на општината пред се, а преку неја и на граѓаните. Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам, директоре. Точка број 10. Годишен план за вработување на водовод Битола за 2025 година. Повелете. Добар ден, почитувани советници, почитувана председателка. Годишниот план за водовод Битола за вработување имаме предвидено 37 работни места, нови да се пополнат со вработување на определено време, што не значи нема да се пополнат сите, но како јавно предпријатие задолжено за водоснабдување треба да функционираме напречно за водоснабдување на градот. По систематизирани работни места, водовод Битола има 276 систематизирани работни места, а пополнети се само 201 работно место и имаме плюс 12 преку Агенција за привремени вработувања. Со оглед на тоа што од 2024 немаме изваден ниту еден оглас за вработување на неопределено време, мораме да предвидиме и спланираме слободни работни места во овој план, доколку не успее во 2024 да реализираме нешто во 2025 година. Бројката од 37 сепак е на пола од овие 276, 201, 75 остануваат систематизирани работни места. Во изминатите години, во 2022 година имавме 11 заминувања по различен основ, 2023 8, а моментално 2024 7 заминувања имавме и едно место е ставено во мирување. Исто така сакам да напоменам дека имаме проблем со градежни инженери. Ќе дојдеме до ситуација да се соочиме со тоа да изгубиме лиценцата за изведување на градежни активности или и на проектирање. Веќе некои проектантски куќи соработваме, зашто нема кој да ни проектира проектите, а тоа е голем трошок за водовод Битола. Тоа е накратко што сакав да Благодарам. Ја молам на разбирање и соработка за предпријатието да функционира напред. Благодарам. Директоре, јас ќе почнам. Вие сте нов директор. Баш ќе почнам од крајот. Ова го слушнавме и од предходниот директор, дека ќе пропаднете ако немате градежен инженер. Еве, нека ме попрат колегите. Јас, колку што се сеќавам, изгласавме план за вработување, каде предвидовме градежен инженер. Ќе побарам од администрацијата да ми ја најдат одлуката. Мислам дека на 2 пати, ако не се лажам. Па сакам да ве прашам зошто досега не сте објавиле оглас за вработување на градежен инженер. Значи, имаме изгласано план за вработување на градежен инженер. До денес јас немам слушнато јавното предпријатие Водовод да објави оглас за вработување. Овие 12 профили кои ви се преку агенција, шо профили се? Имате градежен инженер во нив? Директоре, до мене се обрати граѓанин на кого му велите дека доколку се изгласа планот за вработување, ќе го вработите како градежен инженер. Зошто досега, значи, не ќе ме сватите грешно, не е можеби и до вас директно прашањето, бидејќи вие сте колку 2 месеци, 3 месеци директор и најверојатно може некој не ви ги кажал предходните прилики и не можам да бе обвинам, меѓутоа 2 години овде разговараме за градежен инженер. Имавте изгласан план за вработување кој проверете, можеби уште важи, не се сеќавам, мислам дека беше за минатата година, прашајте си во предпријатието, и никој не ве запира да распишете оглас за градежен инженер.
Значи нема да пропадне водовод од Габи, ќе пропадне од некој директор што не објавил оглас за вработување. Сега, ако може да ми ги кажете другите профили кои ги имате ангажирано преку агенција или преку договор на дело. Имаме еден санитарен техничар во одделение за санитарна контрола со средна стручна спрема, референт архивар со средна стручна спрема, по 3 имаме соработник за правни работи со 180 кредити, контролор по приклучоци на корисници, имаме такви двајца со средна стручна спрема. Ракувач на хлор апарати со средна стручна спрема, курир доставувач, стручен соработник, извршител со висока стручна спрема, економски науки 180 кредити, стражар, одделение за општи и правни работи со средно образование, општ работник второ ниво, ракувач на одделение за водоснабдителни објекти со средна стручна спрема и ракувач манипулант во одделение за водоснабдителни објекти и тоа е со средно. Вкупно Благодарам. 12. Благодарам. Изумив да прашам претходниот директор, значи за сите ова прашањето, дали сите што ви се ангажирани преку агенција или со договор идат на работа? Јас колку што знам, авие идат. Добро е. Моje да прашам, ваше е да ми одговорите. Дали некој друг има прашање? Повелете. Директоре, колку сте вкупно вработени сега? На вас Кога се изработуваше годишниот план за вработување, бевне 203 вработени, но пред 2 недели имавме едно место ставено во мирување и еден на место стражар заменува во пензија. Добро. Сега сме моментално 201. Унапредување 12. Така. И кај вас се раководител на сектор, раководител на одделение, советници и така натаму. Ништо од она што велите дека е критично за профил го немате во напредување. Како Толку мислите? имате потреба од овие унапредувања? Тоа ми е прашањето. 12 имате наведено. Па моментално со овие Само испразна... 2 имате по основ на пенсионирање. Испразнети места. Не, овие се сите по основ на пензионирање. Имаме Се сите. од точка 3 сектор на финансии и сметководство испразнето место поради прераспределба на друга работна позиција. Другите се сите по основ на пензионирање или Да. Овде имате, например, советник за финансиско книговодство. Испразнето место. Испразнето, точка 7. Да. Тоа е поради пензија. Раководител на одделение за јавни набавки, испразнето место. Тоа ви се пензионирале, па не сте вработиле? Да, јас така наследив моментално таква е ситуацијата во водовод од кога сум јас. Со оглед дека ние имавме побарано слободен пристап до информација од јавен карактер во минатата година, кај вас едно место носи, на друго работи, малце ви се измешани тие работи. Од овие што ги спомнавте, планирани ви се момент само. 37 нови вработувања. Од тие што ви се агенцијски, гледам, барате биолог хемичар, барате технолог за па да тоа ви е една пречистителна, на филтерница, технолог одделение за санитарна контрола. Од овие 12 агенцијски немавте нешто вакви профили да земите? Јас овие ги наследив, не ги зедов. Јас Да. кога дојдов, овие Добро. беа веќе се по скоро година дена. Добро, ви благодарам. И последно И прашање од мене, санитарен директоре. техник- Ви функционира управниот одбор? Управниот одбор, Да. сега моментално, мислам дека председателот има доставена отставка до Воздосоветот.
Не, јас затоа ве прашувам, изумив и директорот на Нискоградба, ќе опрашам и директорот на Пазари и на Комуналец. Значи, како ќе функционирате без управни одбори? Тоа ви е дополнителен проблем. И вие бевте, мислам, председател негде на управен одбор, така? Нискоградба Битола. Ви функционира моментално управниот одбор? Моментално немаме викнат управен одбор, то сега пресно е колку недела дена од кога. То пресно е, ама постапката е тотално смената законски и не може да назначи советот сега членови на управен одбор. Има целосна постапка. Шо ќе правите како предпријатие без функционален управен одбор? Тој момент некој го имате вие како предпријатие размислено? Бидејќи овие вработувања се врзани со тој управен одбор. Јас сега прв пат се затекнувам ете недела дена. Добро е, јас ве просветлив, да знаете дека уште еден проблем имате. Друг некој има прашања? Доколку немате, ви благодарам, директоре. Благодарам. 11 точка, годишен план за вработување јавно предпријатие Комуналец Битола за 2025 година. Повелете, директоре. Здраво на советници, почитувана председателке. Годишниот план за вработување за 2025 година е доставен до Советот, каде што за текнатата состојба во моментот на изработување 259 вработувања, а се предвидува во текот на 2025 да има 10 пензионирања и во планот се предвидуваат 63 нови вработувања, како што кажа и останатите колеги. Оваа бројка се само оние работни позиции, ни се предвидени повеќе работни позиции за во случај како што ова изминатата година имавме не само пензионирања, туку и неколку ненајавени да речем напуштања како отказ или други неприлики кои не затекнаа во предпријатието, смрт и слично, па така да заради тоа предвидуваме повеќе работни позиции. Во моментот имаме 259, како што кажав, со редовен работен однос и 30 преку Агенција за привремени вработувања, заради тоа што програмата, односно финансовиот план, не е изгласан на Советот на Општината Битола, па не можеме да распишуваме огласи, заради тоа што од Министерството за финансии ни бараат позитивна одлука од финансиската програма. Дали поединечно да ги читаме работните места што се предвидуваат или по прашање како што? Нека си прашаме. И па да, треба да биде изгласан финансискиот план, иако тогаш се повикавте на административно молчење и рековте дека ви е поминат планот за вработување, иако не беше поминат. Меѓутоа, тоа е друга тема. Директоре, рековте 30 луѓе имате преку агенција. Овие 30 луѓе се луѓе без кои не би можеле да функционирате? Да, затоа што, како за пример, во 2021 предпријатието имаше 300, го наследивме со 305 вработени, сега заедно со Агенцијата за привремени вработувања и редовен работен однос имаме 282. Што е најмногу што ви фали во предпријатието од вработување? Во моментот тие што се преку агенција се од тип на имаме стражари, имаме работници за собирање отпад, работници во зеленило, еден инкасант, во наплатен центар 2 вработени. Во глобала најголемиот дел од 30 се точна бројка нема, меѓутоа 26 или 27 се работници, останати тројца се администрација. Последно кога имавте оглас за вработување и колку луѓе се вработиле во Комуналец и какви профили? Во 2022 не во 2022 мислам дека на крај. И што вработивте? Не, добро, од прилика, тогаш, што се вработило? Најголемиот дел стално во јавното предпријатие се работници од страна на исфрлувачи, шофери и во сектор зеленило, метачи и слично. Можам точно да ви доставам, меѓутоа се немам. Знам, ама јас искрено не се сеќавам на таков оглас, дека би имало оглас за метачи, не се сеќавам. Знам дека вработвавте, може не бевте ни вие директор, знам дека вработвавте економисти, правници и така натаму, ама дека... Да, и се има вработени и економисти, правници и во сектор јавно зеленило заменик раководител, меѓутоа согласно тие како што оделе пензија, на почет во 2022 имаше двајца правници што замина пензија, па ако не се вработеше нов, ке немаше ни еден правник. Директор, имате земено плата? Да. Кога заедовте? Редовно.
редовно на 15. Немате Пракса. никаков проблем со платата? Во моментот не. Праксата во комуналец е на први да се земи 30% од платата, остатокот на 15 до сега редовно се исплаќа платата. Добро. Значи немате никакви финансиски проблеми и можете да функционирате. Немам проблем за плата за сега никако. Добро, некој друг прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Мислам дека имате уште една точка после. За таа Така мислам, така да ќе почекате малку. Да. Ако не ви е проблем, би сакала да видите тука за следната точка. Следна точка, годишен план за вработување ЈП Пазар и Битола за 2025 година. Почитувана председателке, директори и советници, годишниот план за вработување во јавно предпријатие Пазари за 2025 е следно. Значи, 2023 година имавме побарано, значи, план за 12 вработувања, сега имаме плюс 1, 13 за 2025. Моментално имаме две позиции во мирување. Едното е заминување во странство на неплатен одмор, другото е директор на друга институција, значи. Се вработи кај вас и сега е директор? Да. Повеќе не е кај нас. Значи, немаме направено ни едно вработување. Бевме 40 вработени, сега сме 38. Иако од лани имавме предвидено 12 вработувања, не направивме ни едно. Сега сакам да искористам приликата да ви се заблагодарам за субвенцијата од предходните седмици, која ни поможи многу за да функционираме како предпријатие. Се надевам дека годишниот план исто така ќе ни излезете во пресред да реализираме некој вработување. Директоре, пред малку рековте дека имате изгласан план за вработување. Молам? Од минатата година. Од минатата, да. Зошто не сте го реализирале? Вработувањата? Да. Значи, еве ние ќе ви излеземе во пресред. Така. Ви имате една година изгласан план за вработување, не сте вработиле луѓе. Може да ми ја кажете, мислам, причината сакам да ја знам, бидејќи се вели советот кочи не гласа. Вие имате изгласан план за вработување, не сте вработиле никој. А имате потреба од 12-13 нови вработувања. Не, тие се со Добро, ама не сте вработиле ни еден. Ослободени позиции кои може би да ни притребат. Не знаеме што може и нината да донесе, дали Во ред, зошто не сте го реализирале планот за вработување? Зошто не сте објавиле огласи за вработување? имаме и две пензионирања, тоа заборавив да кажам, 2025. Значи се ето во ред, јас само ве прашувам зошто не сте реализирале изгласан план? Имате некаква друга пречка или? Па мислам дека не. Имате земено плата? Да. Имате доволни средства за исплата на плати? Во моментот да. Ајде, молам тишина ако може. Во моментот да. Добро, директор. Благодарам. Не имам јас други прашања. Повелете. Колку имате агенцијски директоре? 6. Може да ми ги кажете позициите? Имаме едно во IT служба, имаме двајца правници и 3 сметководство. Раководителот на сметководство агенцијски вие или стално вработен? Агенцијски. Благодарам. Може. Карлевски беше А, претходно. Вака, директоре, велите иднината е непозната
и не знаете што ќе ви треба предпријатието. Имате под осмо советник за план и анализа. Овој за план и анализа ќе ви реши се во еднина што треба да правите. Го имате до сега како работен? Да, имаме таков работа. За план и анализа. Да. Сега рековте IT техничари, сметководство и... Не, тој е редовен за план и анализа. Значи во планот имате непополнето место, 8 број. Значи како може да го имате, а да го немате? Или го имате, или го немате. Под број 8. Советник за план и анализа. Непополнето, видете го. Да. Така го немате тоа. Да, за статистика мислев е за друго. Статистика е друго, ова е за план и анализа што треба во еднина, пошто рековте за едината, вака се решава едината. Да, точно. Од овие 12 што ги имате, само еден ви е чистач и еден што вози. Другите се раководители. Значи овој чистачот ќе си заврши работата, подобра услуга ќе има во пазарот, ќе наплатите. Ајде возилото ќе си ја забрака работата ќе изве. Овие раководителите, помлади референти, помлад соработник за даноци, шеф на смена и така натаму што ги имате предвидено, овој шеф на смена во секој случај ништо нема да ви поможи. Или што беше другото? Повторно помлад соработник за правни и општи работи. Бидејќи не го зборувам дека не треба вработување. Предпријатие кои што сте во тотален банкрот, кои што не можете плата да извадите, кои што на секоја седница пуштаме синки од џебот ги вадиме, граѓаните ви даваат финанси за да земат вработените плата и па натаму правите не плански, тоест не планско се предлага план за вработување. Затоа што пак велам, вие ќе ги издржите, значи овие денешни 3 месеци нема ја земено плата. Се уште 12 клајте. Не 3 месеци, 33 нема да земите плата. Каснеше една плата, не 3 месеци. Една каснеше, две не беа земени. Не, само една каснеше. Добивме писмо од вработените. До предсубвенција. Три беа во прашање, добивме писмо и го пуштив до сите советници. Значи, разговаравме, значи зошто да ги криеме состојбите. Таму има тие вработените, имат родители, роднини, пријатели, брајќа, сестри и ја пренесуваат состојбата. Никој од нас не е вработен во пазар, јас бар не знам од колегите советници. Така да, јавно е тоа, значи. И кога дојдовте, кога ве прашавме, зашто ви се субвенциите, зголемена е платата, вика, повеќе, значи, побарано е за јавните предпријатија да има поголема плата, имаме помали приходи, не можеме да исплатиме плата во ред. Сега дополнителни вработувања. Од кои дополнителни? Само двајца ви се она што ви треба. Јас не знам навистина како планирате во иднина да работите. Носењето на предпријатието во загуба, пак, како што го спомнав и на претходниот директор, ќе видите ред на општината, тоест општината не е зграда, граѓаните ќе го платат тоа нешто. Не знам, мислам дека се разбираме што збораме и дека ова што ги имате напишано од помошници, советници и такви работи, во ред, пишете ги, вработете ги, нема никаков проблем. Меѓутоа, не ќе можете плата да исплатите. А затоа ќе се заглават граѓаните. Сакам само да ви нагласам. Имавме 12 лани, не направивме ни едно вработување. Сега 13 бараме, може па нема да направиме ни едно вработување. Ама зошто да не направите ако имате потреба? Што сакам да ве прашам? Вие ни велите да ви излеземе во пресред. Ние ви излегваме и вие не ги вработвате. Ама еве имате 6 преку агенција. Зошто ги плаќате преку агенција? Имаме потреба, можеби да ги вработиме наредната година. Ама ако немате потреба, тогаш не ги држите преку агенција. Значи плаќате поскапо со тоа што ги држите преку агенција. Уствари сите ние плаќаме. Јас тој дел не го разбирам. Значи имате изгласан план, имате луѓе кои во моментот се на тие позиции и можеме сите да заштедиме. Наискрено не разбирам поентата. И второто прашање, дали ви функционира управниот одбор? Да. Со колку члена? 5. А надзорниот? И тој функционира. Со колку члена? 4. Добро. Некој друг прашања? Повелете.
Директоре, ми рековте преку агенција дека е раководител на финансиско сметководство и материјално работење. Плаќате приватно сметководствено биро? Сега за сега не. Но може би ќе имаме потреба, пошто имаше повреда лиценциран сметководител кај нас во предпријатието, за да потпиши завршна сметка. Ќе немаме човек сега, таков пошто е на боловање. Раководителот не потпиша завршната? Нема лиценца. Лиценца имаше Валентина, која сега и поради повреда е на боледување. Сакате да ми кажете дека имате агенцијски раководител кој нема лиценца прави завршна сметка? Валентина ја правеше завршната сметка, која се е на боледување. Не зборам за тој што е на вработување, значи. Дали имате агенцијски раководител? Да. На финансиско сметководство и материјално работење прави завршна сметка, нема лиценца. Тоа ве прашувам. Да, Како значи, прави завршна сметка без лиценца? Имаме вработен со лиценца. Валентина се вика, таа се е на боледување. Значи едниот ја прави, другиот ја потпишува, сака да ми кажете? Значи, цело сметководство ја работи. Си има оддели. Абе, директоре, како работи жената што на боледување е завршна? Значи, ако била во можност, ки си доаѓала на работа. Не се разбираме што ве прашам. Како може без лиценца да сработи завршна сметка? Тоа е противзаконско. Знаете или не знаете? Не ова дали се разбира да прави завршна сметка, лиценца мора да има. Агенцијски ви е вработен. Да, сега ќе полага за лиценца. Добро. Тоа е договорено веќе. Добро, ви благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Директоре, дали знам дека е планот за вработување тема, меѓутоа да искористиме можноста да сте тука, дали до крајот на годината ќе имаме редовно исплаќање на платите и дали имаме стабилна финансиска состојба на вашето предпријатие? Да, сега како што стојат работите, да. Дали просторот кој се ослободи до КАМ од левата страна се уште е заинтересиран КАМ да го изнајми? Да, заинтересирани се. До кај е таа постапка? Таа површина се води како пат и е под општината и ние како јавно предпријатие не можеме да го издадеме. Што ведат стручните лица од општината? Има шанса то да го... Реално треба промена на урбанистички план, да ни припадне нас тоа место, па да можеме да го издадеме. Бидејќи живам блиску до пазарот и гравитирам тука во пазарот, значи го знам местото, знам состојбата, моментално тоа не е функционално. Потрудете се, КАМ е очигледно сериозна фирма, потрудете се тој простор да во законските можности го нормално со помош на советот и општината да пробаме да го издадеме, мислам дека ќе ви биде во сериозна финансиска помош. Да, би ни значило многу. Знам. Се надевам дека нема да барате субвенции до крајот на годината. Да. Океј. Поздрав. Благодарам. Бидејќи нема други прашања, минуваме на следна точка, точка број 13, годишен план за вработување на ЈПЗ УППИ Битола за 2025 година. Повелете. Почитувана председателка, почитувани советници, годишниот план за вработување на јавното предпријатие за урбанистичко планирање за 2025 година предвидени се 3 вработувања согласно систематизација. Двајца се даватели на услуги и еден административен службеник. Не би додавала ништо. Имате некој прашање? Прашања некој? Доколку немате,
Ви благодарам за присуството. Ви благодарам и јас. Следна точка број 14, годишен план за вработување во СИС Жабени Битола за 2025 година. Директоре, повелете. Добар ден, почитувана председателке, почитувани советници и сите присутни. Значи, годишниот план за 2025 година за ЈПС Жабен е истиот од 2024. Во 2023 имавме пензионирање на вработениот човек што беше задолжен за хортикултура и одржување на индустријска зона Жабени. Цела среќа беше во декември, па таа година истуркавме некако. Во 2024 морам да му се заблагодарам на Нискоградба и комуналец, тука е директорот Нискоградба се замина. Значи, буквално со молби, со некои минимални цени ни излегват во пресрет, али не е то. Значи, мора да се има човек еден што ќе биде задолжен. Посебно сега имаме најава дека во 2025 ќе почне да функционира објектот што е комерцијален на патот, ако го имате заприметено, што ќе биде бензинска станица со мал ресторан и, да речем, малечка продавница, киоск. Значи, ќе имаме поголема фреквенција на луѓе што ќе доси поголемо и, да речем, загадување на зоната, а исто така и Кромберт и Шуберт има во завршна фаза е со новата фабрика, со дополнителни 600 вработувања, што значи ќе има речи секој ден 6000 луѓе. Значи, индустријската зона е на некој си 1 километар квадратен, 1,1 километар квадратен, што и по европски норми би требало да бидат некој си 3 до 4 вработувања за да би биле на то чисто ниво, да речеме да би биле на по европски стандард за чисте. Истиот тој работник би се користел и за пречистелната станица, кај како што кажав, исто и за благодарам за субвенциите, значи пречистелната станица има 2 препумпни станици кои мислам некојаш не би сакал да ви кажам тука што се случува во тие препумпни станици со фекали. Значи, вас ви треба само еден извршител, кој беше... Добро. Прашање некој? Повелете. Овој не беше истиот извршител ланската година што беше? Да, и не помина планот. Не помина планот минатата година. Добро, значи не помина планот. Во ред, ви благодарам. Доколку немате прашање, благодарам директоре за присуството. Точка број 15, годишен план за вработување Тодор Ангелевски Битола за 2025 година. Повелете, директоре. Почитувана председателка, почитувани советници, Основното училиште Тодор Ангелевски има доставено барање за вработување на еден хаус мајстор и еден хигиеничар. Од причина што имаме 3 згради, а имаме само еден хаус мајстор и имаме потреба за вработување на уште еден хаус мајстор. А исто така во Централното училиште се 5 хигиеничари, а има доста работа што мислам дека има потреба барем уште еден. Добро. Прашања? Доколку немате, ви благодарам. Следна точка. Точка број 16, годишен план за вработување во Мајски цвет Битола за 2025 година. Повелете, директорке. Накратко. Председателке, почитувани присутни. Во планот, годишниот план за вработување на сама градинката Мајски цвет имаме предвидено 12 вработувања, од кои 3 се пензионирања кои ќе се случат во 25-та година. Најавено заминување имаме едно. За зголемен обем имаме 5 вработувања, што може би ќе се случат, може би не, меѓутоа ги предвидуваме за следната година. Од 24-та исто имавме едно пензионирање, уште едно заминување од работно место и имавме едно испразнување на место врз основ на смрт. Така да во моментот имаме испланирано тие 12 вработувања. Во ред. Прашања? Доколку нема никој прашање, ви благодарам за присуството. Точка број 17, иницијатива за доделување на награда на Марија Димовска за освоен златен медал на светско јуниорско првенство во Унгарија по кикбокс во ВАКО светска организација.
Ќе објасни некој иницијативата од општина? Во ред. Ќе побараме некој да дојди. Минуваме на следна точка. Точка број 18. Одлука за примање на донација на садови за собирање на отпад од Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија. И 19-та, двете точки се заедно? Да. И 19-та точка, одлука за давање на донација во вид на добра на јавното предпријатие Комуналец Битола. Повелете. Можам двете точки да ги образложам, така да. Добар ден на сите. Значи, општина Битола е во својство на примател на донација од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање од 1212 канти за собирање на отпад, и тоа 606 канти со жолта боја и 606 канти со плава боја од 120 литри, како и 59 контејнери со капацитет од 1100 литри, вклучително и дополнителна опрема која е наведена во самите одлуки. Одлуката се спроведува согласно постапката поведена од страна на Министерство за животна средина и просторно планирање, појавен оглас број 18015 од 2023 година, со претходна одлука за јавна набавка од страна на министерот од 10.10.2023 година, исклучен договор со носител на набавката број 05425/10 од 21.5.2024 година, како и записник од извршеното примопредавање на опремата на 13.4.2024 година. Додека втората точка, втората одлука се однесува за одлука за давање на донација во вид на добра на јавното предпријатие Комуналец, односно им се предаваат на јавното предпријатие Комуналец со склучување на договор помеѓу градоначалникот и јавното предпријатие Комуналец за донација што е предмет на оваа одлука. Што се однесува до целокупната документација која што ја спроведуваше Министерството за животна средина, доколку имате потреба да ја видите, можете да ја најдете на системот за јавни набавки или јас ја имам извлечено, доколку сакате можам да ви ја дам. Благодарам. Прашања? Јас имам прашања. Прво, може јас не разбрав, се работи за континери и за подземни континери? Не, во случајот сега се работи на... Јас да ви одговорам или сакате директорот? Јас сакам директорот, ама ако неки директорот, вие одговорете. Да, ја почна прво. Не, се работи Добар ден, за... директоре. Обо си поминавте во Шведска? Да. Му кажавте дека ви течат камионите таму кај што се шетавте? И што ви рекоа, браво? Знаеме. Знаеме? Добро. Се работи Не ви беше малку страм? Не беше, да. Добро. Се работи за одлука каде се доделуваат 59 континери, плави и сини, односно за харти и за пластика, 1212 канти. Исто пола за пластика, пола за хартија се. Тие. Добро и? Тие се доделуваат од Министерство за животна средина. СДС ви ги даде вие, така? Сега во моментот стигнаа кај нас. Добро. Ама како што слушнав од општината во 2023 е набавката, Тогаш така? е распишена набавката, меѓутоа завршена е сега набавката. Тие се доделени на сите општини, не само на Битола, на сите општини се доделуваат сразмерно со големината на општината, па согласно со тоа што општината треба да не ги додели нас за да ги распределиме низ градот. Имате ви локации кај ќе ги распределите? Во моментот работиме на агенда каде точно ги распределиме, имаме неколку, да речам, предлог локации, меѓутоа се уште не сме дефинирани, бидејќи веќе некои населби се опфатени со канти за пластика, остатокот кој не се планираме дел од нив, пошто се 600 со 600, барем една поголема населба, дали ќе биде Генимале, дали друга некоја ќе видиме, меѓутоа имаме неколку локации што уште ги размислуваме каде да ги поделиме и очекуваме дека во текот на месец октомври дека ќе започнеме со делење на тие канти. Мене ме интересира, тие ќе бидат нови континери. Да, нови. Дали, пошто гледаме дека се прават нови улици, што правиме со локациите кои се определени за поставување на континери? Имате вие некои нови локации на тие нови улици кои се... Нема доставено до нас никој за на новите улици, каде има точни локации за да поставиме континери. Треба да достави, дали мислам дека комунална инспекција, дека точно каде треба на кои локации да поставиме согласно, пошто тие нови улици ги немаме ние во нашиот... Не се тие нови улици, тие се стари улици кои се реконструирани. За Меѓутоа, реконструкција? да, тие се реконструирани улици. Добро. И сега таму, пример, некој предходно си наместил континери на ќошо, сега тој ќошот
Нема поќе ќош, нема дупка, може само да се клат на тротоарот. Тој дел ме интересира. Имате вие некаква информација за такви места кај што треба да поставувате? Со комунална инспекција комуницираме каде што има тековно проблеми или се случува За се комуницирате со комунална инспекција? Бидејќи директорот ни стигна писмо за змите. И велат дека немате комуникација. Не, немаме комуникација, стигне кај нас тој допис, меѓутоа тоа беше надвор од програма, тоа е да речем надвор во територија на општина Битола, меѓутоа над Чифли горе во простор каде што не се одржавало никогаш, јавното предпријатие не одржавало. Значи може да има таму зми. Добро, ме интересира за континерите да се вратиме. Во касарната, значи не ви е влезена во програма, така? Да. Значи таму нема да поставиме континери, пример. Не, дел се поставуваат, меѓутоа таму претежно зградите со проектот кој го изработуваат имаат внатрешни, најголемиот дел внатрешни локации каде што си поставуваат континери. Вие ги подигнувате тие континери? Да. Ние ги подигнуваме. Согласно секоја зграда, пример, не знам, или не само касарната и други. И Добро. поголемите згради кои ќе се гради се купуваат континери, ни известуваат согласно дека таму живеат 5-10 станари, ги попишуваме станарите и го подигнуваме ѓубрето согласно програмата во реонот каде што се. Кога бевте известени дека ќе добиете континери? Како што кажавте, минатата година била постапката и отприлика знаевте, значи за што се работи, така? Ни кажа дека дека колку ќе не следуваат, меѓутоа сега со дописот бевме известени на први 2023 бројот на континерите ни го кажа колку ќе биде во први месец. Дека бројот, дека Во први месец ни кажа колкав број не следува согласно со големината, меѓутоа јавната набавка заврши. Не, во ред, значи во први месец 2023 знаевте дека ќе добиете континери, ама се уште работите на то кај ќе бидат поставени. Точно. Да. Значи, Меѓутоа не знаевме кога ќе стигнат точно. ама добро, значи мора да имате некоја анализа кај ви требат континери. Имаме неколку локации ние, да. Ама не збораме за неколку локации, аз колку што случнав 600 континери, така? Не. 60 континери. 60 континери, добро. 60 континери. Значи не збораме за нешто што не може да се реши година дена и поќе од година. Може да ни ја доставите да ни ги доставите локациите кои ќе решите кај ќе бидат, што ќе бидат поставени? Да ни пуштите известување на кои места ќе бидат? Добро. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка број 20, решение за давање на согласност на предлог за оттуѓување на електронски отпад и на стари учебници и неупотреблива хартија, Основно училиште Тодор Ангелевски Битола. Па сигурно знаете дека сите училишта ги имаме тој проблем. Магазино каде што ги складираме не може електронскиот финансиски и средства се. учебниците. Извинете малку, значи збораме за финансиски средства, не може да биде на јавни дејности. Повелете. Значи знаете дека сите ги имаме тој проблем училиштата, значи секоја година остануваат многу учебници од прво до трето веќе се неупотребливи електронски отпад, веќе години расипани компјутери. Буквално магазинот што ние за хартија и за електронски отпад е пребрукиран и затоа бараме дозвола да ни дозволите да го оттуѓиме. Добро, ви благодарам. Прашања? Повелете. Ова електронски отпад се компјутерите овие што беа? За секој дете? Компјутери, да, лупчиња, тастатури. Да, за тоа зборам оти што ги многу милиони евра се потрошија, па затоа велам сега се отпад. Толку. Благодарам. Доколку нема прашања, ви благодарам за присуството. 10 минути пауза. Чуваме со работа, точка број 4, одлука за отстапување на користење без надоместок простор сопственост на општина Битола во главната општинска зграда. Повели Стефан. Добар ден на сите. Со ова одлука се отстапува на користење без надоместок простор сопственост на општина Битола со површина од 3 метри квадратни за вршење на банкарска дејност од страна на деловна банка на шалтер во главната зграда на општинската администрација. Се овластува граначалникот на општина Битола да поведе постапка и да склучи договор со кој подетално ќе се регулира начинот на отстапување на користење простор во објектот од член 1 нова одлука. Благодарам. Прашања? На истото место и порано имаше, така? Да. Прашања? Доколку немате, ви благодарам.
Следна точка број 17, иницијатива за доделување на награда на Марија Димовска за освоен златен медал на светско јуниорско првенство во Унгарија по кикбокс во ВАКО светска организација. Повелете. Добар ден на сите. Иницијативата е од градоначалникот по предходен прием на Марија Димовска заедно со незиниот тренер и иницијативата е да се доделат 60.000 денари како награда за освојување на златен медал на јуниорското светско првенство во кикбокс. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. И 21 точка, решение за давање согласност на одлуката за оттуѓување на отпадниот материјал без книговодствена и употребна евиденција во гимназија Јосип Броз Тито Битола. Повелете. ИКТ опрема и габаритен материјал. Испративме до Министерството за образование и наука, испративме потребната документација до Советот и она што го бараме да дадете согласност да одиме понатаму, односно да се исфрлат дел од нештата кои што се и мувлосани и пречат во функционирањето. Навистина сме презатрупани со габаритен материјал и тоа ни е голем проблем. Ред. Прашања? Доколку немате прашања, ви благодарам за присуството. Комисијата ќе продолжи утре во 9 часот и тогаш ќе ги гласаме и точките. На првата страна е деловодниот број и подписите на кога се однесува планот и подписите од лицата овластени за предлагање на планот. На табела 1 има 4 подтабели А, Б, В и Г. Во првиот ред се моментално вработени кои до денот на поднесување на предлогот се во општината и то по вкупен број и по националност. Може да ни кажете колку се вкупно вработени моментално? 171. Може по националност? 167 македонец, 1 албанец, 2 власи, 6 роми и по други 1. Благодарам. До планирани пензионирање нема. Планирани нови вработувања се запишуваат сите што остана од годишниот план за 2024. Беа 25, 3 се реализираа, значи останаа уште 22, значи планирани до 31 декември 22, од кои 19 македонци, 1 албанец, 1 турчин, 1 влав и табелата Г зборува на крајот од годината како би завршила општината по број на вработени 193 вкупно, 180 македонци, 2 албанци, 1 турчин, 3 власи, 6 роми и 1 во други. Во табела 2 се планирани движења во кадрот за следната година од типот унапредување со интерен оглас. Тие се 17 такви предвидени. Во табела 3 планирани испразнување на работни места преку трансфер листа, значи општината нема список на вработени кои би ги ставила на трансфер листата. Табела 4 планирани испразнување преку пензионирање и заминување во следната година, тоа се 3. Во табела 5 по планирани пензионирање по припадност на заедницата од 3 што ќе се пензионира, 3 се македонци. Табела 6 планирани нови вработувања, тоа се 31 предвидени за во 2025.
Табела 7 содржи само бројка на планирани нови вработувања. Табела 8 ја пишува стартната позиција која е предвидена која би гласала на 31.12.2024, како што ја прочитав пред малку, 193 вкупно, 180 македонци, 2 албанци, 1 турчин, 3 власи, роми 6 и под други 1. Пензионирање 3 вработни, 3 македонци и ново вработување 31. Кој ќе се внесе ова табелата последната што ја прочитав во балансирот кој е на страницата на Министерството на информатичко општество, значи новата распределба би изгледа 27 македонци, 2 албанци, 2 роми и под останати 2, односно вкупно 31 вработување. Благодарам. Прашања? Јас имам прашање. Рековте 17 унапредувања. Може да ми кажете во кои профили планирате унапредување и дали ви се тие неопходни унапредување? Во профилите во делот на унапредување тие се паралелно, значи некои се и за вработување, некои се поставени како можност да се... Ама рековте интерна. Да, интерни. Значи, за унапредувањето се интерно, но некои... Да, ама велите за вработувања. За интерни, значи некои места може да се јават и како за вработување и како за интерно. Како за интерни. Овие се 17 за интерно, што не значи дека ќе се реализираат како преку интерно, бидејќи некој може да се реализира и по оглас. Добро. Иначе се сите за со високо образование, има и раководители, има и кои не се раководители, но сите се со високо образование. Унапредувањата. Вака сега. Следно прашање ми рековте дека минатата година се реализирале само 3 вработувања? Не, ова година. Ова година, извинете. По планот за Само 2024 се предвидени 25. Колку по јавен оглас реализиравте оваа година? 3 вработувања до ден. За кои профили? Со високо сите. Не, во кои места? Оти пример имавте еден оглас за поддршка на градоначалник, така? Да, со високо се тие, да. И тоа го реализиравте? Да. Со каква националност? По плано се бараше, значи по огласи што ги имаме за македонци. И така е вработено лицето или? Да. Значи ние ги вработуваме како што ќе се пријат во профила што ќе креират. Добро. Колку има моментално со договор или преку агенција? 24. 24. Сите се административни работници со високо образование? Не има и со средно. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Минатата година имавте соработник за поддршка на градоначалникот. Сега имате планирано за 2025-та 2 такви новоотворени ви се местата по систематизација, помлад соработник за поддршка на градоначалникот. Така. Толку има потреба од 2 такви места? Па да, така има. Ова е предлог, значи се планира за поддршка за 20. Минатата година, кога го доставивте план, имавте за аплицирање до EU фондови лице. Такво вработивте? Да. Добро. Во 2021 може да ми кажете колку вработени броеше општината? Во 21? Да. Не можам точно ви кажам, но толку се движи бројката од 168 до 173. Сите години, 3-4 години, 5 од 168 до 173. Добро. Ви благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам. Преминуваме на гласање. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во вториот квартал од 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани,
3. Точка број 2. Одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, 1. Точка број 3. Одлука за проширување на средства на буџетот на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани, 1. Точка број 4. Одлука за отстапување на користење без надоместок простор сопственост на општина Битола во главната општинска зграда. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 5. Годишен план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 6. Годишен план за вработување во КИЦ Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 7. Годишен план за вработување во МЈП Пелалинг за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани, 1. Точка број 8. Годишен план за вработување во КЈП Нискоградба Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Добро. 1. Против, воздржани, 2. Точка број 9. Годишен план за вработување во ЈПП ЈЛП Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 2. Точка број 10. Годишен план за вработување во ЈКП Водовод Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 11. Годишен план за вработување во ЈП Комуналец Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 12. Годишен план за вработување во ЈП Пазари Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 13. Годишен план за вработување во ЈПЗ ППИ Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Да, јавното. 3 за, против, 4 за. Добро. Точка број 14. Годишен план за вработување во Жабени Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 2. Точка број 15. Годишен план за вработување Основно училиште Тодор Ангелевски Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани, 1. Точка број 16. Годишен план за вработување во Мајски Цвет Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 17. Иницијатива за доделување на награда на Марија Димовска за освоен златен медал на светско јуниорско првенство во Унгарија по кикбокс во вако светска организација. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 18. Одлука за примање на донација на садови за собирање на отпад од Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 19. Одлука за давање на донација во вид на добра на ЈП Комуналец Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. На здравје. Точка број 20. Решение за давање на согласност на предлогот за оттуѓување на електронски отпад и на стари учебници и неупотреблива хартија на Основно училиште Тодор Ангелевски Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. И точка број 21. Решение за давање согласност на одлуката за оттуѓување на отпадниот материјал без книговодствена и употребна евиденција во гимназија Јосип Броз Тито Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Со тоа е исцрпен дневниот ред и ја затварам комисијата. Ви благодарам за присуството.